На поширокото тетовско и гостиварско подрачје, вчера попладне биле спроведени засилени сообраќајни контролни активности околу брзината со која се движат возилата во и надвор од населено место. На 3 пунктови во Тетово и регионалните патишта кон Јажинце и Волковија, вкупно контролирани се 75 возила, при што биле откриени 26 прекршоци, односно пречекорување на дозволената брзина од 10, 30 и над 30 км на час. На пребрзите возачи изготвени им се 4 платни налози, 19 покани за наплата на глоба и 3 писмени опомени. Во овие активности констатирани се и 6 други видови прекршоци, кои се санкционирани со 5 платни налози и 1 покана, како и со исклучување од сообраќај на 2 возила и 1 возач. На 3 пунктови во Гостивар и во селата Вруток и Беловиште, во вчерашните контролни активности биле откриени вкупно 18 пречекорување на брзината од 10 до 30 км на час во населено место, кои биле заокружени со исто толку покани за наплата на глоба. Во контролата утврдено е и дека 4 лица ги управувале возилата без положен возачки испит и ќе се соочат со соодветни платни налози. Од секторот за внатрешни работи Тетово информацијата дека 53 годишна гостиварка вчера вечер пријавила семено насилство што го извршил нејзиниот 23 годишен син. Како што информираше СВР Тетово, дента околу 16 часот тој дошол дома и побарал пари, а откако таа не му ги дала, почнал да ја удира со тупаници по главата и телото, пошто ги искршил прозорските стакла и излегол од куќата. Пријавениот за кусо време е пронајден, приведен и задржан во полициската станица Гостивар, додека неговата мајка побарала кривичен прогон зашто подолго време физички и психички ја малтретирал.